Денес има добри вести за тебе. Се надевам ќе ги прими со јаснотија. Во чии очи ти си прекрасно дете, еден прекрасен подарок на оваа земја, во чија светлина можеш да блескаш и да го искажуваш сјајот на твојата убавина и уникатноста со која што си создаден. Од кого очекуваш да бидеш препознаен и да се вреднува твојата мисла, збор или дело? Бог е тој во чии очи си скапоцено создание и во неговата светлина можеш да блескаш и да ја изразуваш својата душа, секоја воздишка, мисла, збор или емоција, бидејќи само тој ја знае нивната длабочина и тежина. Што е тоа што те прави скап? Дали може би тоа се твоите мани и недостатоци? Или пак твоите квалитети? Сето тоа е минливо и распадливо и може би си забележал дека има и поталентирани луѓе од тебе. Тоа значи дека не си незаменлив. Тогаш, што е тоа што те прави толку скапоцен? Тоа што те прави скапоцен е Божјата љубов. И тоа не е љубовта од тебе кон Бога, туку љубовта од Бога кон тебе, за да имаш живот со Него. Во прво Јованово послание, во 4 глава, 9 и 10 стих е пишано: Во тоа ни се откри Божјата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Божјата волја е тоа да се слушне и да се раскаже на секого. Оваа радосна вест што денес ја слушаш, да допре до секое срце и секое срце да затрепери и сите да се приближат кон Бога и Бог ќе се приближи кон нив. Биди негов во целост, биди дијамант во неговите дланки. Дозволи Бог да те обликува во неговата љубов, да те обвитка во неговата светлина и да те облече во неговата праведност. Дозволи го тоа, направи го твојот избор. Зарем мислиш дека и припаѓаш на осаменоста, на мракот, на светот кој нема уши и очи, кој нема критериум за да те препозна и да те процени? Не очекувај светски признанија, зашто тоа е минливо и распадливо. Биди од Бога силно допрен, биди од Бога виден. И денес прими ја во себе оваа вистина, дека Господ Исус Христос за тебе и за твоите гревови беше измачуван и бичуван. За тебе на крстот беше распнат, страдаше и умре. И на третиот ден воскресна. И Исус е жив и ни подари вечен живот. Затоа нека се радува твоето срце и нека се весели, зашто твојот дом е во неговото присуство. Пишано е во Евангелие по Јован, во 11 глава, 25 и 26 стих. Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова?